почитувам председател. Само накратко. Пред известно време зборев за патот поврзување Смилјанци-Владимирово со цел да се поврзе Радовиш со Берово. И сега, за жал, Радовиш е многу блиска општина со Конче и со задоволство го прикажувам овој нивен амандман. Зборам во наводници со задоволство затоа што состојбата со поврзувањето на патишта на општина Конче е уште подраматична. Единствен реален пат со кој општина Конче е поврзана со сите останати делови од светот е со Радовиш. Со Штип имаме до одредено место асфалтен пат, па продолжува како земјен пат, а Конче со Струмица воопшто не е поврзан со асфалтен пат. Асфалт има до селото Долни Липовик, а од струмичка страна до Рич, до Владимир. Ова е постоечки земјен пат, кој сметаме дека е неопходно да влезе во буџетот, затоа што конечно ќе можат жителите од општина Конче и сите овие села кои гравитираат во овој простор да можат да се поврзат со Василево, односно со Струмица. Ова е постоечка, реков, траса и многу мали средства, некои си 180 милиона денара се потребни за да се направи коректен пат со што ќе се задоволат потребите на граѓаните. А секако дека општина Конче како помала општина со претежно доминантно земјоделие во последно време доста голем број, одреден број на жители од општината работат во Струмица. И секој ден се принудени да го возат патот Конче Радовиш, па да одат за Струмица, а вака драстично се намалува пристапот на овие граѓани до нивните работни места. Дополнително останува збор за земјоделски крај. Овој пат би значил драстично подобрување и на земјоделската инфраструктура. На него би се надоврзале тие земјини патишта полски со цел да граѓаните на општина Конче можат да пристапат до своите ниви, до своите лозија, шуми и така натаму. За жал, и овој проект, иако е капитален, иако е капитална инвестиција, иако директно е поврзан со развојот на државата, затоа што знаеме дека капиталните инвестиции се двигател на едно општество, затоа што тука се ангажираат многу работници и на некој начин ќе ја предвижиме економијата, имаме проект за истиот пат, меѓутоа проблемот е што се нема слух за овие потреби на граѓаните. Тешко можеме да објаснеме на граѓаните како се доведовме во ситуација да државата биде задолжена 9 милиарди евра и при тоа да немаат основни услови за живење, односно не можат ниту да се поврзат со инфраструктура со останатиот свет. Мислев дека барем после ова што се случуваше, еве, во неколку дена, владата се задолжи за фантастични 800 милиона евра. И сега замислете, од една страна владата се задолжува за 800 милиона евра, а не може да одвои ниту 2-3 милиона евра за општина Конче. Не само што не се прифаќа овој капитален проект, изминатата година општина Конче не доби ниту еден проект, ниту една финансиска помош како инвестиција за својот развој. Замислете, тоа се сепак граѓани на Република Македонија. Тие плаќаат даноци, на крај краишта децата на овие граѓани ќе некој ден мора да ги исплаќаат овие фантастични долгови кои ги прават СДС и ДУИ, а за возврат не добиваат ништо од централниот буџет. И сега, како да се прикажеме пред тие луѓе, како да им објасниме дека има држава на овој простор? Кога државата
кога владата од СДСМ и ДУИ воопшто не размислува за нив. Едноставно ставени се на маргините и да се снаоѓат како знаат и умеат. Нека произведуваат земјоделски производи, нека произведуваат доминантно тутун и ништо за возврат. Нека ја полнат буџетската каса и ништо за возврат. Овој буџет е планиран со дефицит од 500 милиона евра, кој прашање е колку ќе се продлабочува. И баш ќе биде симпатично да им објасните на овие граѓани од Конче зашто тие да допринесуваат за полнење на буџетот, зашто да се ствараат нови задолжувања на државата и покри сегашните, реков и во мојот говор за буџетот, 2024 година со оваа темпо ние ќе стигнеме до 10 милиарди евра толку. Ние сме презадолжена држава и ако едноставно се гледа на работите реално, овој регион со ваква задолжена држава никош нема да се развие. Значи, владата нема сенс за овие работи. Битни се да се перат пари во автопатот Кичево-Охрид, битно е да се пумпаат пари за коридорите 8 и 10, а не гледаме никакви градежни активности. Не можам да ги видам никаде тие 1000 километри. Првим беа кажени автопатишта, па патишта, ново изградени од СДСМ, никој не може да ги види, затоа што стои патот. Конче, Струмиша, стои патот, Радовиш, Берово, стои патот, Радовиш, Тип, нарениот амандман и никако да ги видиме тие огромни успеси на владата. Во суштина станува збор за расипнишко трошење, за пумпање пари, тоа сите ни е јасно на фирмите на СДСМ и на ДУИ, без при тоа да се, без обзир, вратен ниту еден денар кај граѓаните на општина Конче. Ова е поразително, ова граѓаните на Конче морат и заслужуваат да го знаат, затоа се јавив за збор, иако знам дека нема да ми го прифатите амандманот, едноставно да знаат дека владата на СДСМ и ДУИ не мисли добро за ова општина. Нема сенс, нема шанси да прифати било каков проект за ова општина од едноставна причина, затоа што ВМРО ДПМН има градоначалник во оваа општина. Градоначалникот со многу работа, со ентузијазам, работи проекти, работи на својата агенда, работи на својата политичка програма, меѓутоа проблемот е што ваквите капитални инвестиции се преголем залог за ваков тип на децентрализација. Едноставно, граѓаните мора да знаат, парите се доминантно во буџетот. Општините располагаат со многу мали приходи, кои се едноставно за тековно одржување на тоа што е изградено и за нешто да се изгради уличка, нешто што е неопходно за граѓаните. Вакви капитални инвестиции се преголем залог за општините, а гледаме централната власт нема сен за овие работи. Доброто во целата приказка е тоа што се заминува оваа власт, доброто во целата приказка е што следуваат сигурни 250 милиона евра, тоа го вети ВМРО ДПМН, тоа ќе биде составен дел од нашата програма, од централниот буџет за вакви проекти кои имаат своја разрешница, кои се капитални инвестиции и се неопходност на граѓаните да бидат час поскоро имплементирани, изградени и на некој начин да им го вратиме тоа што луѓето инвестираат, работат, го полнат буџетот, а никако да добијат ништо од државата. Благодарам.